периодот на овие изминати 6 месеци во кои го реализиравме овој проект, генерално и принципиелно дури можеме да кажем дека може да се каже дека општините од регионот, од овој југоисточен регион се транспарентни и отчетни, барем според она што го работевме на базата на прибирање на податоци од јавен карактер со доставување на нашите барања. Слушнавте и во моето воведно излагање, но се надевам и дискусијата која беше денеска тука, заклучокот е еден. Да, на хартија сите се отчетни и транспарентни, меѓутоа отчетноста и транспарентноста се гледа на дело. А таа значи дека бараната информација треба да биде конкретна, да ги содржи бараните показатели кои ги барате од одредената институција, дали е тоа општина или некоја друга државна институција, па и друга јавна институција, и сметам дека тука сме некаде на половина пат. Не случајно вакви проекти и токму оваа активност за барањата за прибирање податоци од јавен карактер станува се поактуелно од ден на ден, бидејќи факт е дека се уште тие што треба да ги дадат информациите ги кријат. Најблаго кажано, ете да не кажам како змијата што ги крие нозете, меѓутоа информациите ги добивате, што е многу важно, ги добивате во определениот рок, до 30 дена, а не за 30 дена, значи може да ја дадате информацијата и за 5 дена и за 10, но не за 30, бидејќи така никаде не пише во законот. И што е најважно, сметам дека од онаа што го собравме како показатели, како сет на податоци во овие изминати 6 месеци, е дека општините веќе се научени на тој начин да ги добиваат тие барања, се гледа дека работеле претходно, има дел од општините кои одговараат мощно конкретно во многу кус период, има општини кои воопшто не ви одговараат, има општини кои да речеме одговараат со смешни образложенија, не сакам да ги именувам сега, меѓутоа факт е дека таа отчетност и транспарентност треба да се подигне на едно повисоко ниво, која ќе биде пред се за граѓаните. Да и граѓаните да знаат во суштина како се трошат нивните пари. Тоа е целата суштина. Друго нема.